Благодарам, почитуван колега Джафери. Ве замолувам внимателно да слушате. Каде можам да се запишам на курс за джелати? Оние средновековните, вистинските, со секира и цепаница, цвикери што ставаат на стркала на глава. Бидејќи ми се мешате во книгите, еве јас да ве прашам и предизвикам. Кои 10 политичари и нивни упикувачи со задоволство би ги исекле со моторна пила? Ако Гоце е дом за ужас, на што ли личи Стив денес? Народот пие нафта затоа што го научија дека така ќе може да се напие и вино кога нема ни за вода. Како им се запнав на дуи и да стана малцинство во сопственава држава, ќе си останам истиот. Су брата лаже како џупти. Доаѓа август. Тажни годишнини. Непредвидлив дуи. Подобро да си во лоши односи со нив. Кај се сега командантите од дуи да го ишараат Пешевски за срамот што им го нанесува со проблемите во Косово? Или они само понедолжни? Расолница во април е освежување за дуи. На владиниот оглас за дипломати можеш да победиш ако си спречил интергалактичка војна или ако знаеш добро да се напикаш. Агенцијата за вработување нуди помош на лица со социјален ризик во заграда социопати. Па цела влада е за таму со се втори, трет ешалон. Колешке, новој човек, вие му дадовте легитимитет. Предпоставувам, знаете кој е. Човекот кој што оддери 0 денари од двогодишната програма за заштита и напредување на македонскиот јазик. Човекот кој што со 300.000 денари субвенционираше и ренетистички песни од парите на граѓаните на Република Македонија. Човекот кој што не ни удостои денеска да дојде барем 15 минути да поседи во оваа сала. Добро рековте, ова е сериозна институција и треба да ја вода сериозни луѓе, затоа што културата е огледало на идентитетот и на историјата на еден народ. Луѓе кои што сакаат да бидат джелати, луѓе кои што прават топ листа од 10 политичари кои што подитно треба да бидат стрелани, верувајте се срам за државата. Го поддржувам премиерот со одлуката да реконструира овој министер, но требаше уште многу други.